Си. Добар ден и среќен ден. Денес, иако тажен ден за цела Македонија, сочувство до сите загинати, сепак ние решивме скромно и да го одбележиме и она што го имавме денес во план, значи представувањето на Павловата комора и на ионизаторот Обеликс овде во Еремија во Кочево. Би сакала да кажам накратко, значи нема да се задржувам долго, за Павловата комора. Значи, тоа е Павловата комора која што може да ја видите сите позади мене. Тоа е комората во која што луѓето кои што имаат здравствени проблеми ќе прават инхалација со оксиводородна смеса. Со тоа што ќе се збогатува телото со таа оксиводородна смеса и на тој начин ќе ги оживуваме мртвите или канцерогените клетки. Многу е важна оваа оксиводородна смеса пред се за луѓето кои што се со канцерогени болести, односно со канцерогени заболувања. Важно е тоа дека нивното тело веќе се намалила, во нивното тело веќе се намалила водата под 60% и овде веќе станува сериозен здравствен проблем. Меѓутоа со оксиводородната смеса, со збогатувањето на телото со истата, се подобруваат и се регенерираат клетките кои што веќе се заразени со одредена болест, пред се, значи тоа се тие ракови клетки. Овие ракови клетки со самата оксиводородна смеса со вдишувањето се регенерираат, се подобруваат и едноставно и оние живи клетки кои што се тука, значи подпомагаат на здравите клетки, односно преку врзувањето со ДНК-та, која што ја дава главната цел и која што ја дава командата на сите клетки во телото, настанува промената или заздравување на телото. Многу е важно дека луѓето кои што ќе бидат во Павловата комора ќе бидат во една релаксирачка состојба, каде што ќе следи и медитација и воедно исцелување или тука ќе биде присутен со нив и Владо. Секако со самата инхалација потоа следува и вода третирана со оксиводородната смеса, која што исто е важна за ДНК-то и за раковите клетки, за клетките кои што се во изумирање. Сите оние кои што имаат било каков здравствен проблем, освен луѓето што се болни од карцином, значи исто така може да ја користат Павловата комора, како и луѓето кои што сакаат едноставно од превентива да направат една регенерација на клетките. Сите треба добро да знаеме дека една мала настинка или било каква промена на телото дека покажува и укажува на нешто дека има некаков проблем со имунитетот. Ако сите тие мали кратки заболувања ги сватиме како едно предупредување дека треба нешто да направиме, тоа значи дека треба да почнеме со подобрување на имунитетот. Тоа ќе го направиме секако сите оние што имаат дома сет пирамиди, ќе си го направат со подобрување со пиење на жива органска вода, со почистување на овошите на зеленчукот. Сите знаеме дека се е полно со пестициди, дека водата за жал е полна со хлор и флуор. Меѓутоа, затоа се тука сетовите, затоа се тука подметачите, затоа е тука органската вода, за се тоа да се спречи. Многу е важно самата исхрана за општо за сите луѓе, пред се за луѓето со здравствени проблеми. Значи мора да се има консултација со тоа што треба, што смеат, што не смеат да конзумираат, како да се понесуваат со храната, колку пати да јадат на ден, каква храна да јадат и заедно со инхалациите во Павловата комора и третирањата кои што ќе се вршат во неа, ќе се оди кон подобрување на здравјето. Освен Павловата комора, тука е и ионизаторот. Овде е и ионизаторот Обелиск, кој што се состои од 3 дела. Ова уствари е исто нешто како што го имаме во Јурумлери од лани, од нова година од 29. Меѓутоа само во помала состојба и малку поизводливо за да може да се користи водата за пиење. Органитот, ова е резерварот и најдолу е кутлешот. Мислам дека добро се гледа, дека одозгоре се гледа и парејата, која што излегува
заедно од кутлешот. Органскиот дел, органитите се тие кои што ги земаат сите штетни влијанија, значи го собираат озонот околу самиот јонизатор со помош на оксиводородната смеса која што излегува или паријата, која што е овде. Се случува она прочистување на тие штетни радиоактивни честички кои што се секаде во воздухот. Самата вода е органска вода. Овде е добро тоа што значи таа е на средината, на самата средина, значи од оздол има подметачи, од озгоре е органот, значи влијае многу побрзо за прочистување, за алкализирање, водата да биде со идеално или добро 8 pH вредност. Сите знаеме дека 7,4 е нормалната pH вредност на крвта. Меѓутоа, колку е поголема pH-то на водата, толку е подобро кога се внесува во организмот за разните заболувања. Морам да кажам дека јонизаторот е овде 3-4 дена, константно работи 3 дена. Од страна на метеоролозите беше најавено и невреме, и дожд, и ладно време, меѓутоа сите можете да видите последните неколку денови преку лајфовите кои што Владо ги прави дека имаме расчистување на времето и подобрување. Секако да не заборавам да кажам дека имаме некаде околу 3 тони газ. Не. 8 тони газ има изфрлено до вчера. 8 тони газ има изфрлено до вчера во воздухот овде во близина на јонизаторот. Или во превод, еден канистер цел. Така. Многу е важно самата оксиводородна смеса која што се испушта да се каже дека влијае и на вегетацијата, дека влијае на животните, на луѓето и на самата околина, освен на воздухот и на прочистување на тие штетни материи. И треба да знаеме и тоа дека доколку има повеќе вакви јонизатори, поставено во повеќе дворови, која што е целта и намената, значи секој оној кој што може да си дозволи, може да го има во својот дом, во својот двор, дека ќе влијаеме колективно, меѓутоа посебно, секој за одреден дел, да помогнеме во загадувањето, во прочистувањето на воздухот. Секако да не бидеме себични, доколку ние имаме, па ќе му помогнеме и на комшијата, значи сепак да кренеме од себе, дека секој кој што може да го има во својот двор и во својот дом, првенствено да мисли за себе и за своето здравје и за оно што тој може да направи за природата, па и за сите околу него, без разлика кој и каде да се наоѓа. Тоа би било тоа на кратко, што може да се каже. Еве, Владо ќе додаде некои работи, кои што јас сигурно сум ги пропуштила. Па остануваме овде сите заедно да проследиме како влијае кутлешот и како влијае органскиот јонизатор на природата. Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Прво, едно сочувство до сите оние кои што почина и сето она што ние бевме го закажале, моравме да го држиме нашиот збор, затоа што си има посебно обележје и овој ден, денот на Свети Трифун, денот на Три Наум, или денот на Лозарот кој што ја обрежал првата крв, од кој што настанал почетокот на создавањето на животот на земјината топка. Секако дека по стариот календар овој ден е поврзан со Пасха или со Великден, доколку сите ние знаеме дека нашата нова година е 23 март. Но ние ова година го обележавме и го искористивме за ова прекрасно дело кое што треба да значи живот на земјината топка, идентичен на оној живот кој што и започнал со почетокот на создавањето на земјината топка и животот на земјата.
Значи, јас, како Владо Павлов, ви гарантирам дека без оксиводородна смеса нема живот на земјата. Сакале тоа да го прифатиме или не. Затоа ќе ве повикам сите заедно еднаш да сватиме ова улога за животот наш, да го исфрлиме егоизмот, да исфрлиме себичноста, да исфрлиме љубомората, затоа што на вистина тровењето и загадувањето праве многу големи додатни проблеми. Никој досега не го истражувал толку штетниот позитивен јон, како што ние Павлови сме го истражувале и кој што толку штетно влијае во разнебитување на целиот нервен систем, во минувањето на вибрацијата од добра во лоша, во минување на сето она што значи од љубов кон конфликтна логика. Дури позитивниот јон влијае и на сите оние кои што имаат поврзани активности со возење, за кои што јас долги години ова сум го кажувал дека зголемениот број на сообраќајки се случуваат токму поради зголеменото количество на позитивниот јон, затоа што на вистина позитивниот јон е оној кој што коси све пред нас и би ве упатил како мои сограѓани, независно кој на која религија припаѓа, да прочита малку што значи зголемено количество на позитивен јон во домовите, во околината, во автомобилите, камионите, автобусите. Затоа, уште еднаш, јавно ќе ве повикам сите да станеме сложни ко браќа и сестри и овој ден, ден на љубовта кој што во црно ја обви Македонија, да не се случува повеќе во Македонија и секаде на целата земјина топка, туку сите ние заедно да си помагаме еден на друг, како тоа што го правиме Македонската фаланга, каде што не бираме кој на која политичка партија припаѓа и не бираме кој на која религија припаѓа. Сите ние сме браќа и сестри и затоа овој ден, ден на Свети Трипун, ден на Ерос, ден на љубовта, сите ние треба да го поврземе со нашиот заеднички прататко и сите оние народи на земјината топка кои што се напојуваме од еден извор на вода. Ова дело е ново дело на македонски органи, дело кое што во иднина е поклонето на македонската фаланга, дело кое што значи здравје, љубов, живот, хармонија и среќа. Зошто велам дека значи љубов и среќа? Затоа што, македонци мои, сите ние знаеме многу убаво како се чувствуваме кога имаме невреме, кога времето е темно и кога имаме сонце денес. Зарем некој не почувствувал дека кога имаме сонце, ние се подобро чувствуваме. Токму во интерес на целото човечанство и овој прототип ионизатор Обеликс, кој што има многу функции за подобрување на сите оние кои што ќе го имаат во блиска околина. Ионизаторот Обеликс, првото негово дејство или првата негова намена е врвот на него. Врвот е органска и, за разлика од она пирамида која што ја имаме Македонија во населба Јурумлери, на кој што врвот и е орган, ова има плазма орган. Тоа значи дека спојот или сударот
на позитивните и негативните иони или на катионите и анионите прават огромно магнетно поле кое ще го држат на одредена висина штетниот позитивен ион и штетните честици. Со тоа што истите тие не дозволува ионизаторот, орган, плазма, пирамида да спаднат доле. Тоа значи дека со текот на времето, доколку немаме друг дел од ионизаторот, како што например кутлешот, работата на Весна ќе биде да земе само да го испере дворот, поради тоа што позитивните иони, кога се соберат на куп, стануваат тешки и тие паѓаат околу пирамидата. Целта на Весна е таа, како домакинка на овој дел во центарот Еремија, е секој утро да го пере дворот и со тоа да ги неутрализираме штетните позитивни честици. Намената на ионизаторот не случајно по захтев на Александар Божиновски, председателот на Македонската фаланга, и на Весна Павлова, директорка на МАК Оргон и само МАК Оргон, со символот Кутлеш и со само символот Кутлеш, не може никој да ме натера на земјината топка, а најмалку Заев или било кој да го сменам. Затоа што единствен некој на земјината топка кој што го користи Кутлешот и го користи според неговата Божја намена, тоа сме ние овде во центарот Еремија и населба Јурумлери во Скопје, за кој што после ова презентација одлучивме после една година да го активираме и Кутлешот и водниот филтер во населба Јурумлери, каде што е пирамидата Македонија, и само Македонија ќе остане да се вика. Дали му смета на некого или не, тоа си е негов проблем. Тоа значи дека пирамидата Македонија во населба Јурумлери во Скопје ќе има, како што и истата таа има орган кој што е 5 пати поголем од овој орган врв, а тоа значи дека колку е поголема и потешка, толку има поголем радиус на действување, односно на магнетно поле. Исто така, не само врвот на пирамидата во населба Јурумлери, таа ќе има и 5 пати поголема моќ на Кутлешот. Што значи дека ако овој Кутлеш isfrlил 8 тона газ за овие 32 сата, пирамидата Македонија во населба Јурумлери ќе испрати дневно за 36 сата, ќе помножите пута 4. Затоа во иднина најверојатно верувам, тука се и дел од тимот кој што е одговорен за новите производи, тука и Александар, најверојатно со враќањето во Скопје ќе го брзаме процесот да ја активираме целосно пирамидата Македонија, што значи дека во иднина нема да работи само органот, ќе работи и водниот филтер, ќе работи и Кутлешот. И ќе покренеме иницијатива како движење Фаланга да бараме од онкологија статистика за случувањата околу канцерогените заболувања. За Владо Павлов и МАК Оргон, како и за Македонската фаланга, мерните инструменти се онкологија и здравствените домови. Тоа значи дека ќе бараме статистика колку имаме оболени во аеродром, колку имаме оболени во Лисиче, колку имаме оболени во делот кај што има магнетно поле пирамидата Македонија. Затоа, уште денес ве поздравувам Скопје и ви обеќам дека ако овде еден шлепер газ за тие 32 сата испуштивме за да го добиеме ова и да и кажеме на метеоролозите дека на вистина се поврзани со прскањето на авиони, затоа што овие 3 дена преку Кочани поминаа најмалку 10 авиони кои што прскаа со бариум и алуминиум. Ако доволно ја следите ситуацијата, не сакам да верувам дека сум во право, дека метеоролозите се поврзани со овие авиони кои што навистина прават хаос на сите земји кои што се
поврзани со НАТО. Тоа значи дека најголемиот отров, освен што доаѓа космички со инфрацрвеното зрачење на другото сонце, доаѓа и преку овие авиони кои што ги прават најголемите проблеми денес на земјината топка во чест на златната милиарда. А за тоа во иднина ќе го докажеме комплетно дека сме во право, затоа што имаме наши членови и наши пријатели кои што пронајделе дека крвта на децата болни од аутизам им е со олово, како и олово во незината глава. Сето тоа значи, македонци мои, дека и оловото кое што се појавува во земјоделските производи денес, а сите вие сте сведоци, е токму поради она што се прави од небо. Ако сакаме да бидеме ние нација која што сакаме да го воскреснеме рајот, јас верувам дека тоа ќе го направиме. И затоа ве повикувам по милионити пат да бидеме љубов, да се водиме со вистината, да се водиме со дела и факти, а не да се водиме по политиката на златната милиарда и на сите политичари во Македонија кои што се борат кој да биде во семејство на златната милиарда, а истата таа златна милиарда им дава задача што треба да прават. Значи јас овој свет денешен и ова политика ја сватив на начин кој што сите тие одработуваат за златната милиарда, и тоа значи дека ако си завршил работа ќе бидеш во списокот на златната милиарда преживеан на земјината топка. Ние можеме да живееме и многу повеќе од 8 милиарди само ако бидеме сите сложни заеднички и ако ги отвориме картите за вистината на Македонија, ако отвориме вистината за тајната на водата, каде што преку ова вода ги правиме сите овие активности, и нашата цел која што е пренесена на македонската фаланга е сите ние да имаме чист воздух, да имаме чиста вода и да имаме чисти земјоделски производи. Еден добар елемент од ионизаторот е и елементот кој што верувам дека ако сме свесни што значи ова за ова вегетација во дворот на центарот Еремија и доколку овде гаиме некој земјоделски производ, верувајте ми, македонци мои, ќе имате најоргански земјоделски производ и производ кој што на вистина цел свет ќе доаѓа да купува од Македонија. Затоа и Мак Оргон Павлови пред една година заедно со Александар ја избраа населбата Јурумлери, бидејќи тој дел моментално во Македонија па и во целиот Балкан може да одгледува најголем органски производ кој што ќе помага во лекувањето од овие опасни болести. Сите вие знаете дека еден суплимент или електролит кој што јас го презентирам 10 години со водата е морковот. Така да ова вегетација кога ќе ја завршиме и со Скопје, верувајте ми дека тие земјоделски производи ќе имаат многу органски, ќе имаат голема концентрација на кислород, а тоа значи дека водата кој што секој зеленчук, водата кој што е присутна кај секој зеленчук наместо пестициди ќе има многу кислород. Владо Павлов и Мак Оргон пред 10 години кога започнаа со сите овие активности, бевме под удар на многу мина кои што им сметаше вистината. Со текот на времето дознавме дека тоа се лица кои што манипулираат со здравјето на луѓето, дека тоа се лица кои што се нафатирани со милиони евра на сметка на смртноста на македонецот. Така да, ако ја сватиме целосно, а верувам дека ја сваќате затоа што јас не сум од вчера, затоа што јас не крием од никого ништо. И знам дека цел свет го знае веќе ова, и знам дека ни цел свет е пренесено, и морам да признаам дека вакво дело и дело во Скопје нема
во цел свет. Моментално на целата земјина топка истражувачи како Владо Павлов работат на принципот на аспиратор и на принципот на активен јаглен. Верувајте ми, тој принцип не може да функционира и ако сакат изолит да му стават на тој филтер. Затоа што сведоци сме дека таквите филтри можат повеќе да наштетат и сме сведоци дека тој филтер не произведува кислород. На се што треба околу нас да живее му треба кислород. За Владо Павлов кислородот е Исус. Затоа и во Библијата вели: ќе го најдете, ќе ме најдете секаде, каде што ќе ме потражите. Дали имаме доволно кислород на земјината топка? Дали имаме доволно кислород моментално во Македонија? Со тоа ќе знаеме колку е присутен Исус во нашите тела, во нашето обкружување и колку ние ќе се водиме со неговата основна цел, а тоа е љубов. Многумина поминале преку Владо Павлов и ми кажувале откровенија, Евангелија од Лука, од било кој, за Библија, за све. Јас секогаш сум ми кажувал: оставете ја Библијата со скриените пораки на оние луѓе кои што ќе бидат одредени да ја дешифрират. Затоа што тие што ќе ја дешифрират ќе бидат изберени да помогнат на новата цивилизација, на новата ера на Водолија и на новите спасители и месии. Но јас ќе ви кажам само едно: ако сакаме да се водиме по Библијата, доволно е само да кажеш и да се водиш по тоа. А тоа значи, не му го прави она што не сакаш на тебе и на твоите деца да го прават. Вие со ова сте ја кажале целата Библија, македонци мои. Затоа и ве повикувам денес, на овој ден, конечно да се отрезнеме од сето она што значи конфликтна логика, од сето она што значи бес, омрза, егоизам, себичност и љубомора. Тоа значи, ако на наци му е дадено од Бог да биде премиер, ќе биде премиер. Сега, денес, утре ќе се случи тоа. Ако на мене ми е дадено да го воскреснам бројот 13 и змионосецот, тој ќе го направам. Секој треба да се пронајде улогата и кармичкото раздужување за што е способен. Ако на деки што снима и на Јонче им е дадено да го патентират ова дело Божие или ова теорија моја да ја воскреснат во практика, тоа тие ќе го направат. Ако на братот му е дадено да иде во Украина и да биде голем месија за делата во Македонија, тој ќе биде во Украина. Што значи дека на секој му е дадено и не смеам јас да му љубоморам на Александар кога утре ќе биде премиер, не смеам да му љубоморам на Јонче кој што ќе биде главен директор на сите овие, затоа што прво што сум се договорил со Александар е тоа дека сите овие дело на Владо Павлов и на Мак Оргон ќе бидат поклонети на македонската фаланга и сите овие дела треба да бидат под капата на државата. Затоа и кажав, после завршувањето на ова дело, ќе имаме многу опасна задача. Имаме многу опасна задача, а не велам дека и сега немаме опасна задача. Тоа значи, јас како Владо Павлов и како фамилија Павлови сметам на луѓе кои што имаат милиарди евра и на кои што сите нив ги попречувам во нивните активности. Ќе ви дадам само еден пример. Вие сте сведоци на печките на пелети. Дали сте свесни колку месечно се вртат милионски суми за пелетите? И дали сте свесни Владо Павлов колку им смета на истите тие кои што ни промовираат нешто, а не се во право? Начело со Јани Макардули и начело со ова денешна влада и она претходна влада која што финансираше во овие пелети кои што според Владо Павлов се многу по загадувачки од кукулиогревното дрво. Доколку ние како македонци бидеме дисциплинирани и доколку го купиме дрвото во март, а го сушиме до август,
и го складираме. И го ставиме во погон во зимните услови. Верувате ми, македонци мои, летачка пепел нема да има. Не домакинлъкот на македонците и брзата потрага за пари. Заборави македонецот дека треба да си купи дрва на време, дека треба да ги изсуши на сонце и дека истите тие треба да ги пушти у погон кога ќе почнат зимните периоди. Тука се јавува најголемиот проблем. Користиме дрва кои што не се доволно исушени. А тука за ова најголем број, поголемиот број на сведоци се оџачарите кои што работат 40 до 50 години во ова служба. И тој ќе ви каже, ние еднаш ќе го чистиме оџакот. Денес со пелетите во еден месец се случува 2 пати, 3 пати да се чисти. Јас можам да си дозволам на целиот комплекс во центарот Еремија да имам печки на пелети. Можам затоа што поради ионизаторот имам изобилство на кислород моментално во овој дел. Дали некој е свесен колку печката на пелети зима од кислородот од околината, од дворот ваш, каде што сите вие живеете? Значи, појдуваме прво од кислородот кој што ја пали печката, за да имате оган и затоплување во вашите домови. Потоа, дали некој е свесен што се случува со согорувањето? Македонската фаланга и Владо Павлов го имаме решението и за тоа. Го имаме решението и за оџаците. Но, мораме да бидеме сложни како браќа. Затоа што, ако навистина овие печки на пелети се изфрлени од употреба од европските земји и се дадени пошто зашто тука само да се искористат и да се праве бизнис со пелети, уште повеќе да го тровеме македонецот и уште да го убедуваме дека тоа му е начин, дека треба да биде спасен од тровењето и загадувањето, тоа е веќе рамно на она што го правил Хитлер, според мене, во концентрационите логори, кога истражувал како реагира телото на човекот без кислород, со кислород, со јаглероден диоксид, затоа се тие гасни комори, по кои што денес целиот свет и веледрогериите работат на она што било истражувано за времето на Хитлер и за времето на тие концентрациони логори. Односно, идеологијата на водата, што се случува кога водата во телото паѓа испод 60%, што се случува кога водата на телото е 80 и неколку проценти како што е, што се случува со телото кога водата е 70%, верувате македонци мои, сето тоа е истражувано. И ово што се случува денес е дело на некој што многу убаво знае како функционира човековото тело. А тоа значи дека ние, ако сакаме да живееме во љубов, мир и хармонија, мора да имаме зголемено количество на кислород во нашето тело. Се додека не го научиме првото правило како се произведува кислород во нашето тело и дали човекот функционира како пирамидата, ние можеме да талкаме во густа прашума и да чекаме секој ден да чекаме секој ден еден од нашата фамилија да почине. Затоа мора да бидеме хуманитарци, мора да бидеме мисионери, бидејќи ова пролет ќе биде многу пострашна и од она од лани. Последиците кои што беа со загадувањето и што од вечер пак имаме загадување, ќе ги почувствуваме напролет. Затоа Владо Павлов ве поздравува сите и верувам дека трката за пари ќе оставиме настрана. Верувам дека материјалното повеќе ги оповрзуваме со духовното. Верувам дека повеќе гледаме нагоре во небото, а помалку во земјата и под земјата. Верувам дека ќе сватите дека ова дело Павлов не го праве за да биде цар на Македонија, не го праве за да биде премиер, и додека дел од моите браќа кои што денес се овде, еден голем поздрав до сите оние кои што ми се јавија дека не можат да дојдат поради одредени случувања. Разговаравме на оваа тематика и им кажав дека јас сум до моментот додека Александар биде премиер. Сето друго е ваше. Ако ви требам, овде сум. Ако не ви требам,
вие најдобро се знаете. Но, додека тој да стане премиер, верувајте ми, македонци мои, ќе помине не сите оние калења, затоа што секој што воскреснува во Македонија како цар, како крал, како премиер, воскреснува од самите проблеми кои што ги поминувал неговиот народ. Така и Аце не би бил тоа што треба да биде, ако не ги согледува проблемите и сите недостатоци испратени од Бог, а и преку него од Бог да ги виде, за да утре истите тие не ги примене. Јас ве уверувам дека ова дело е единствено на земјината топка. Ве уверувам дека никој не го прочистува воздухот на принципот на оргон плазма, воден филтер и кутлеш. Ви уверувам дека технологијата на аспиратор и филтер од активен јаглен, па изолит, па и бреча вулканска не може да помогне, а сите вие сте сведоци дали Индија, дали Кина, дали Лондон можел да успее да го неутрализира загадувањето на принципот на аспиратор, како што велам јас, и филтер од активен јаглен. Ова функција ја имала пирамидата. Сите врвови биле познати како улово злато на пирамидите. И истите тие врвови се отстранети за времето на Рим, за времето на Ватикан, и случувањата се тие кои што ги имаме денес. Случувањата се такви што во иднина и се чувствуваме како во лето на 50 степени да седеме во соба и да ги палеме кјумбетите дома. Бидејќи космичката енергија е расфрлена секаде и таа мора да се укроти. Тој Луцифер мора да го смириме. Тој Луцифер, македонци мои, е загадувањето, затоа што истото тоа кога ќе го замени местото на кислородот во вашите бели дробови, ви го зима умот, па станувате негативци, ви ја зима совеста, па станувате болни од шизофренија, ви го зима срцето и останувате без љубов. Тоа е загадувањето, а додека кислородот е Исус. Сите откровенија, сите вистини кажале дека Иса ќе дојде и ќе го скроти шејтанот во куранот. Истото е кажано и во Бахават Гита, истото е кажано и во Библијата, така да за мене ова во превод значи тој што ќе успее да го пушти кислородот во етерот, тој ќе помогне на целата цивилизација денес. Ја денес сум среќен затоа што единствена земја на земјината топка во светот е Македонија, преку Кочани и центарот Еремија, а утре и преку пирамидата Македонија, ние испуштаме и 100% водород. Водородот моментално е сврзан само со H2O, со водата, и никаде не е чист. А ние моментално го пуштаме водородот единствени на целата земјина топка. И за овие 32 часа со брзината на светлината веќе е пристигнал, тие 8 тона веќе се пристигнале и во стратосферата. А додека кислородот е потежок, останува тука за сите оние луѓе кои што со помош на органот и со помош на водата ќе се излекуваат, каде што од утре веќе центарот Еремија ќе биде исто така под капата на македонската фаланга, и каде што македонската фаланга за сите оние наши пријатели ќе ја отвори врата за бесплатно третирање на сите болести, со инхалација и со све оно што значи живот на секого. Приоритет ќе ни бидат децата. Уште еднаш, приоритет ќе ни бидат децата. Затоа што тие се највеќе погодени поради тоа што нивните бели дробови се мали и не можат толку да го менуваат филтерот и да помогнат во трансформацијата на неговото тело. Така да, македонци мои, уште еднаш ве повикувам сите заедно да искочиме во пресред на сето оно што го прави македонската фаланга и Мако Оргон Павлови. Ве повикувам сите заедно,
да не следите и понатаму, затоа што сето оно што ќе го правиме во центарот Еремија и сето оно што еден на друг ќе си помагаме, во иднина целиот дел ќе оде во изградба на вакви ионизатори, каде што според мене најнеопходно е да имаат градинките низ цела Македонија и школите. А тоа значи дека ние ќе дадеме се од себе за да целиот дел движењето како хуманитарна организација, сите средства ги насочуваме во изградба на ионизатори и истите тие да бидат со текот на времето, со ваша помош, донирани онаму каде што треба. Јас ви повикувам сите заедно да го изфрлите егоизмот, да изфрлите себичноста, да изфрлите љубомората и ако му е дадено на Владо Павлов да ве спаси, ќе ве спаси. Ако не му е дадено, нема. Така да, во ова прилика мислам дека најдобро на сите нас е да бидете со нас, бидејќи како што и самите се сведоци, никој досега не направил вакви дела. Ве поканувам сите заедно да бидете потрошувачи на ова Божје дело и ви поканувам сите заедно да го зголемете кислородот во вашите тела, а со тоа да го намалете и еглеродниот диоксид, сулфурниот вооксид и другите штетни материи кои што значат беда, сиромаштија, злоба и смрт. Затоа и во последно време Владо Павлов е ваков како што е, бидејќи во почетокот не бе свесен зашто имаме толку негативни луѓе и како е можно да не ме познава некој каде што ни дел не сум му засметал, а со толку злоба да зборува против мене. Тоа е можно, македонци мој, само поради тоа што и тој што зборува против мене и против нас не е свесен дека живее во големо загадување. Не е свесен дека утре истиот тој ќе го покачи шеќерот во крвта. Не е свесен тој дека поради тие емоции и таа злоба и таа негативна енергија утре ќе си ја колку што може ќе дехидрира неговото тело, затоа што љубомората, стресот и депресијата можат само да му донесат многу потешка болест. Така да денес ги сваќам тие и не им наоѓам мана, а ги повикувам доколку сакат да бидат спасени. Еве уште еден авион, сниме го слободно. Значи, како што може да забележите, ова е веќе 12-ти авион кој што се пушта со БААЛ. А ќе видиме дали ќе успеат во нивната иницијатива. Јас нема да го гасам кутлешот, бидејќи ако можете да приметите, неговата трага одма се губи, не дозволува да остане на небото. Ова е битката вистинска помеѓу Исус и помеѓу шејтанот. Ова е вистинската битка која што сите откровени ја кажале. Значи, ова е битката помеѓу Исус и шејтанот. Да помине со прскање, со БААЛ, а небото да остане чисто. Камерата може да го долови тоа. Бог е толку голем што во моментот ни го испрати да го видиме 11-тиот авион. Ова е таа заштита која што веќе ние имаме, ова е таа заштита која што веќе се прави ова магнетно поле и кај што не дозволува нашите производи утре да бидат со олово, нели марулата имала навеќе олово и пестициди, а исто така и не дозволува да го вдишуваме истото тоа. Па за да нашите деца бидат болни од аутизам. Така да јас како истражувач овие 20 години ќе ви го кажам ова, кој што е многу битно, дека сите проблеми потекнуваат од шејтанот, од сатаната како што го велат во Библијата, а тоа е тровењето или загадувањето. Затоа и го има името БААЛ, затоа и го користи сето тоа, а јас го имам доволно истражувано и сите ние тоа доволно го знаеме. Кои што сме блиски со Владо Павлов и едно што е битно е тоа што јас ги следам и метеоролозите кои ќе кажат дека ќе има невреме. Еве, ни дадоа во недела слушнав за викендот, дека од викендот дека вторник, среда, четврток и петок има страшно невреме, ќе има дождови, ќе има не знам што ли не. Да, и беше така пред да го вклучиме ионизаторот.
дури оставивме дожд да заврне пред да го уклучиме каде што со вклучувањето сите вие бевте сведоци како полека се чистеше небото. Здравје, среќа и љубов, значи вакво небо. Камерата може да го долови уште еднаш. Значи ова небесна плава боја значи еколошко чисто место и убавина на сето она што значи за сите нас. Јас ви гарантирам дека ова небо денес, дека вечер нема да дозволе озонот да го симни. Што значи дека и кога ќе се мене притисокот од топло во ладно, озонот нема да биде ниско да се поврзува со сите штетни материи. И втор загадувач, тоа се нашите автомобили, каде што вчера се спротиставив на еден пријател мој од Србија, не му го кажувам името, доста популарен масон, кој што велеше дека Косово било отмено од Кларк поради таблиците и поради енергетика на Олбрајт. Јас му дадов до знаење дека Косово е отмето поради големите резерви на нафтени деривати, на нафтени шкрилци, и нека го следи Кларк што има во Албанија, и нека ги следи тексачките нафтени компании, зошто не се во арапските земји, и нека ги следи зошто Шел повеќе не е под контрола на нафтените компании од Тексас. И дали тие нафтени компании од Тексас се сконцентрира на Балканот, токму поради нафтените шкрилци, а тие се овде на местото каде што било древното Пајонско море. Па затоа и во времето на Никола Груевски овде имавме екипи кои што не манипулираа со гроб на Александар во Свети Николско, а всушност се работеше за истражување на златна жица и колку има тој простор нафтени шкрилци од времето кога било Пајонското море. А исто така тука е многу битно и Лозово. Сите знаете за некој со брата Рој, кој што сите тие доваѓа и истражува колку ни имаме резерви на нафтени шкрилци. Моментално тоа фосилно гориво или вештачко гориво, кое што е 50% поевтино, ние го плаќаме како чисто гориво природно, 100%, истото тоа гориво ги прави исто така најголемите проблеми кои што се случуваат денес. Тоа значи дека имаме зголемено количество на еглероден диоксид и сулфурен моноксид од согорувањето на ваквото гориво кое што се произведува во Албанија. Сите вие кои што малку сте повеќе поврзани со Албанија, знаете дека моментално Валона стана најголем центар на бродови кои што пристигнуваат и од тука кои што се носи во Италија. Така да, уште еднаш ќе ве повикам да не ја криеме вистината, бидејќи криењето на вистината значи зголемена смртност кај сите нас. Ова се трите основни елементи кои што го прават најголемиот проблем, а тоа е Баал, прскањето од небо, тоа е согорувањето на нафтените шкрилци, на јагленот, тоа е ситуацијата со регбитола кој што веќе и прилепчани ја почувствуваа, а да не зборуваме на тај летачки пепел или николци или радиониколци кои што се поврзани со Пелагонија, од каде што сите ние се хранеме со глутен и со бел леб. Така да моментално ние сме нападнати и од земја, и од небо, и преку вода. Нашата цел на македонската фаланга и на МАК Оргони е да помогнеме да имаме чист воздух, да имаме чиста вода за пиење, а со тоа и да имаме чист производ на нашата трпеза. Тоа значи живот со чист кислород, а тој живот со чист кислород значи функционирање на нашите клетки. Инаку, клетката функционира како и човекот, затоа што како ја програмираме, таа така ќе работи. Ако ние ја програмираме дека сега сме во опасност, нашите клетки се мобилизираат како армија и се подготвуваат некој како да ги напаѓа. Така да сето тоа се случува кога имаме исто така големо загадување,
на нашите клетки загадувањето влијае на опасност. Бидејќи недостатокот на кислородот значи отварање на битка за создавање на нов кислород. Секако тука во иднеме ќе ви го образложиме и ќе ви представиме и 20 годишното истражување на Владо Павлов со ДНК-та. Што значи ДНК-та и дали канцерот се појавува со разнебитување на ДНК-та, и тоа токму поради сите овие работи кои што ви ги кажав денес, и зошто Павловата комора функционира онака како што треба, и што е тоа што помага на луѓето да опстанат, а додека медицината се откажала од нив и кажала дека за една недела ќе починат, а Павлов имат клиенти кои што 5 години се уште се живи. Ве сакаме сите, би сакал само уште еднаш да наздравиме со водата, бидејќи водата е основната мајка на македонецот, и тоа е нашата мајка Богородица, и тоа е таа, слободно взимајте се, и тоа е таа која што како камерата може да забележи, тоа се тие кристали, тоа е таа живост на неа, која што значи здравје, мир, љубов, хармонија и лек. Ова вода ќе биде за сите оние кои што ќе бидат гости, така да слободно пунете. Да сте ми вечни и живи, да живее Македонија, и една за секогаш да бидеме сложни како браќа, и тој што вреди, сите ние да се вложиме со него, а тој што не вреди, да му помогнеме да вреди. Да живее Македонија!